Slušam ja Бубамара радио. Цело време се коментира дека Бубамара многу траела. Оскари ке крателе 40 минути. Чекај малце, викам. Кој издание е на Оскари? 88. Ние сме 22. Па има време ке се освестиме. Стрпете се малце. Никој за ништо не може да се стрпи во оваа држава. Ние не може да се стрпиме, закон да спроведеме, да не го тргнеме. Што сте се усрале, бе? Абе го качија дизелот 75 денари, се побуни... Јас знам зашто го спуштија одма. У Франција се побунија жолтите елеци и одма го спуштија кај нас. Кога сме веќе кај жолтите елеци, би сакал да ги поздравиме со аплауз нашите волонтери, жолтите мајци, кои што се над 100 и се волонтери кои што вас помогна да се сместите и за сите останати потешкоти за оваа вечер. И за тоа се спушти дизелот, одма го спуштија. И јас знам зашто го спуштија дизелот. Мира да не прави големи трошкови. Да. Нека потроши, ама нека биде 50 денари, нема да биде цената толку висока, таман ќе се искомпензира. И за Мира 300 аплицира. Да. Ко бира, тај нема мира. И трошела колата, па троши на Бонева истата кола. У овој момент ја гледам Силве како седи дома. Пали бе на мене, ке се вада. И тој закон го тргна. Добро, ајде се пада. Ајде ќе либерализираме ова што се пуша цигари, нека се пуши тук тама под маса да се пуши ако може. И нека се пие алкохол после 7. Фала Богу. После 7 да се пие алкохол, да не идам да купувам пиво како некој член на терористичка организација после 7. И зашто либерализираа овие што пушат цигари? Па луѓе инвестираа, купи електронски цигари, пушат, рутер пушат цело време, нема везе. Зашто? Чекај малце, ќе водиш здрав живот, нема да пушиш, па пензија ли мислиш ти да чекаш, бе? Нека се пуши, нека се пие. Исто и за... Исто и за пазарджиите. Закон за пазарджи за 15 минути го тргна. Зашто? Па не се знае кои се поголеми пазарджи, овие што го донесоа законот или овие пазарджиите. Вика, ајде, не може да се договорим. Не може да се слушате се осра. Се тргна одма закон. Боже сачове, све се тргна, не ми се верува. Па после нема пари, што ќе правиме ние? Ќе брцаме по контейнери. Се жала демек после мандатот ќе брцат по контейнери. Па што не крадеш, бе? Што се занимаваш со името таму, со НАТО и со пичке материне? За тоа ли сум те гласал? Сум те гласал човек да бидеш, бе. За тоа ли те пратила мајка ти у Скопје? Те пратила у Скопје да... Те пратила мајка ти у Скопје да направиш нешто од себе и од народот, добро, народот ќе направиш будала, од себе да направиш нешто. Да се случи утре, со гордост да кажам, кој ќе помине со джипот, странец која ќе дојде, кој е ќе кажам, ово е парламентарец. Беше на времето парламентарец. А што да го видам у контейнер како брца, кој е вој, не го знаеш. За тоа ли сум те гласал? Срце се скина. Бута, у контейнери да брца утре. Да, у контейнери па ќе помогнеме, ќе праќаме SMS пораки по 100 денари, ќе помагаме, ќе правиме хуманитарни концерти, ќе помогнеме ние, па
у контейнери, брца, катастрофа. А летоска лапате рибче на Преспанско езеро, таму договор која потпишувате. Супер е на ваква. Лингите не ни стигна, договор се потпиша. Похована лингја е тоа нарачана. Сите со суви усти, зашто? Па преку вода жедни ве пренесе. И таму. А договорот требаше летоска, за НАТО и за името, да се потпише у Скопје, што е нели нормално. Зашто не се потпиша? Ради комарците. И па како, кога ќе го чита договорот и се потпише у Скопје, лето е, и кога ќе почна сите. Што, нешто да не ви смета? Не, од комарците. Па не се прска, бе. Не се прска против комарци. Значи, не се слуша авионот, сите се не се слуша авионот, што прска против комарци. Па што ти фали? Овој ли звук ти фали од сабали у 5 сат? Тоа ли ти фали у 5 сабали? Па не смее да ги разбуди, боле ќе станат порано, ќе направат поише глупости. Тој ли звук ти фали? Па се пушта нечуен авион, невиден, стелт се пушта. Разбираш? Се пушта, позајмено е беспилотното летало на америчка амбасада, можда. Не се прскало против комарци, не се прскало, него се идело од комарец на комарец, муаве да се направи. Да се разговара. Дојде, бе, дечко, ти. Што е со тебе проблемот, бе, дечко? Зашто пиеш крв, човече? Па ти си, бре, што ти е, бе, дечко, бе? Па ние сме, па ти си наша крв, бе, дечко, бе. Ние сме иста крв, зашто пиеш, бе? Кој си ти? Од кај дојде, бе, дечко, бе? На комарци, бе, од кај дојде? И колку ве има, бе? Мора се направи попис, бе. Да се знае колку телиња, колку овци и колку комарци има у Македонија. Може се 500.000 комарци, а тендер се прави за 100.000 да се прска. Значи немаш да ги сузбие. Па се побунија од Анима Мунди. Не ги убивајте комарците! Не ги убивајте комарците, па што да им правиме? Кастрирајте ги! Да ги кастрирам, треба да им ги извадиме забите, он не ке мене да ме ебе, сака да ме јаде! Стар вице, па ја па млад да не сум. Па стварно, и тоа не се комарци, бе, што ги хранат, бе, тоа не е кај комарецот да зуи, бе, влагам дома, он легнал на кревет, бе, толкав комар. Вака легнал, се оптегнал толкав комар. Па ме гледа, ми вика, колку е сад, кај си ти, гладен сум, пичка ти материна. Кај си до сега, бе. Па вадам чаша крв му дам да го оправам, бе. Па бев да дам крв на систематски, не носам крв, комарец носам да им го дадам, еве бе крв. Крвичу ти се напием. И да се праша, зашто сите комарци што пијат крв се набутани у Скопје? И сега дома кога ќе дојдат, бе, навечер преку лето, па ја викам гости. Па да не ме пијат само мене, викам што поише гости. И тоа викам добри гости што имаат над 1 милион годишно приходи. Да не ги цицат. Викнав еден другар невработен, го изцица, умре, човече. Немаш другар, ми го жалив мене. Не тоа ме треба. И кога видов, после тоа на страна комарците. Затоа требаше да се направи на Преспанско езеро, повисоко 850, 60, 70 метра надморска висина, по ладничко и нема комарци.
И кога видов, таму се потпишува договор. А они со едно пенкало цела делегација. И тоа е истото пенкало 91 година. Сите договори тоа ги потпишало, бе. Со едно пенкало, бе, се плукна, бе. Па земе, па немаат пенкало, па позајмуваат. Дека едно пенкалце да не имаше. А овие од НАТО го врзале, бе, како у банка. До тука фаќа, до нивните. Не, за нас нема ни да го одврзат. Вика, дека е пенкалцето, дека е пенкалцето. Па после ми текна, викам, чекај, бе. Договори се подпишува. И тоа пенкало сите ги подпишува на овакво. На Охридско езеро, на Преспанско езеро. Викам, чекај, бе, мот. О, све договори битни се подпишуваат на езеро, бе. Знаеш што е најбитно? Немаме гајле, бе. Имаме уште езера за подпишување, бе. Абе, следниот на Дојран, што сте се исплашили да ме готово го сменја името? Следниот договор на Дојранско езеро. Па кога ги фатиме вештачките, Маврово, Дебар, они странците на езеро немаат појма они од кај знае каква е езера. На река, тендерите на рекички ќе се подпишуваат тука на матка. Ке си ги маткаме овакво на базенче, кој има базенче да поземе на базенче некој нов договор, кој има на хидроцентрала ќе се подпишеме договор исто. Кој има да тој ќе биде фикс хецу хец. Тој ќе биде добар договор да си го подпишеме. Ми си викам, мајка. И последниот договор кога ќе немаме веќе езера, ќе го подпишеме на мртво море. Затоа оваа следна песна сакам да ја посветам на тоа пенкало од 91 навака. Јебем ли ти пенкало? Поздравете ги Ребис со аплауз. Skopsko radio,